Не знам дали сте приметили, во последнава година се појавуваат се повеќе иницијативни од различни европски кругови, но и од самиот Брисел, со кој Европската Унија признава дека е веќе време да се смени еден фаличен механизам како што е ветото, кој го кочи процесот на проширувањето, кој пак е клучен во овие нови геостратешки поместувања на глобална сцена. На Европа во моментов, после војната во Украина и нападот на Иран, најмногу од се и треба обединување, но и проширување на своите граници за да го задржи своето место на глобалната сцена. Само така може да им парира на големите сили како САД, Русија и Кина. Последната иницијатива на германецот Мерц е само последна од 5 од најпознатите меѓународни иницијативи со кои Унијата се обидува однатре да се реформира за да се избегнат глупите и апсурдни вета. И кога во јавноста се зборува за иницијатива арбитражна комисија, или иницијатива на европратеникот Вајц, или прием на ЕУ без право на глас, или фазно членство, како што предлага Мерц, или воопшто укинување на квалификувано мнозинство. Тоа не се иницијативи или тези кои потекнуваат од конкретна одлука на Брисел, туку од комбинација на предлози, академски анализи и политички дискусии за забрзано проширување во услови на криза. Правилата на еден или друг начин во Европската Унија ќе се сменат и мора да се сменат. А ако се сменат, тие ќе се сменат и за нас. Мене ако ме прашувате било која од овие да се прифати, тоа би било квантен скок во нашите евроинтеграции. После 2 декади дремење и чмаење во чекалната, влегување во ЕУ, па дури и со половина нога, дури и само да почнат преговорите ќе биде огромен чекор. Ако било која од идеите го опфаќа влезот на Македонија на единствениот пазар, кој носи слобода на движење, луѓе, стоки, услуги и капитал, што би се рекло главниот бенефит од членството, тогаш таа понуда треба да се зграпчи, да се прифати без размислување. Не само тоа, туку Македонија како држава треба да биде во групата што ќе притиска било која од овие идеи да стане реалност.